Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 113-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во рамките на ТВ 103, па дури и во другата моја емисија на Канал 103 Дансе Макабре, стана традиција да се анализира секоја сезона од една од најзначајните научно-фантастични антологии на 21. век, која уште од првите 3 епизоди кога се појавија на BBC во 2011 беше составен дел од гледањето под лупата на Дансе Макабре и потоа со негодување беше проследено мигрирањето на Netflix од моја страна, но сепак беше рецензирана содржината на епизодите, вклучувајќи ги и специјалните и епизоди и непотребниот интерактивен филм, за да останеме на незадоволителна 5-та сезона и да се случи COVID пандемијата, да се создадат нови проблеми во човештвото и да се истакне низ призмата на технологијата, за да ја добиеме 6-та сезона на Black Mirror, за која ќе ви говорам во рамките на оваа емисија, која не е без своите квалитети и недостатоци, но е чекор во правата насока, за разлика од претходната сезона, ако веќе се недостижни квалитетите на првите 2 сезони кои што беа емитувани на BBC. Емисијата ја започнавме со 2 композиции на култниот рок-н-рол бенд Queens of the Stone Age, кои што многу добро знаете дека иако се оформени во Сиетл, функционираат веќе во Лос Анџелес. Станува збор за композиции кои што се најдоа на нивниот 8-ми студиски албум In Times New Roman, издаден за Matador Records, каде што почнаа да издаваат уште од Like Clockwork, Villains и ова е веќе третиот албум со нив, од кој што имавте можност да слушнете Obscenery и Paper Machete, и ќе ја слушнеме продолжение и What the People Say, односно која исто така се наоѓа на овој албум, од кој што треба време да покаже да видиме дали Джош Холм и неговата екипа имаат создадено вонвременски песни кои што ќе останат да се памти албумот по нив. What Does the People Say дефинитивно е една од овие творби. А доколку сакате да знаете како технологијата ќе му помогне, односно му одмогне на човекот, тогаш вие сте на висницката фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за угатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Затко Љевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 113-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата Black Mirror, која многу добро знаете дека е создадена од страна на Чарли Брукнер, кој за време на COVID пандемијата го сними комичното шоу Charlie Bruckner's Antiviral Vibe, мокументарецот Death to 2020 за случувањата во таа година која што го преокупира таблоидите, и го продуцираше Attack of the Hollywood Cliché, сен исто така кратко издание во кое што имаше удел за најразличните клишеја кои што се доминантни во жанровите и во филмските поджанрови пред се. Си поигра повторно со интеративниот концепт, меѓутоа во рамките на анимираниот филм Cat Burglar, и за минатата година повторно да се врати на едно од најсмешните еден од најсмешните телевизиски продукти кои што некојаш сум ги гледал, Kunk on Earth се нарекува ова издание, кое што буквално имаше моменти додека го гледав кога требаше да паузирам, да се изнасмеам и да продолжам. Така што ова е можеби најкомичното нешто што Чарли Брукнер го има создадено, поигрувајќи си со историјата од почетокот од создавањето на земјата и пред се и цивилизацијата до ден денес, секако со прикажувањето на Pump Up the Jam и доаѓањето на првото место на како еден значаен момент во музичката историја. Така што Чарли Брукнер е човекот кој што пандемијата не го спречи за да си ги реализира неговите идеи и да се врати на Black Mirror.
која што се разликува од сите нив, затоа што таа има антолошки формат и секоја епизода опфаќа некакви несакани последици, нели, од употребата на модерната технологија во животот на обичниот човек, со тоа што серијата е работена за стриминг гигантот Netflix, на кој во јуни се појавија новите серии Glamorous, This World Can't Tear Me Down, Skull Island, The Days, Bloodhounds, The Surrogacy, Barracuda Queens, The Playing Card Killer. Што е премногу скромна цифра за стримерот кој што направи хаос на борбата помеѓу стриминг платформите, со тоа што на почетокот се исцели составање на 20 серии месечно, зборуваме сега за нови серии, така што дојдоа до некаква разумна цифра од 8 серии на најразличните сектори кои што се поделени, со оглед на тоа што од овие кои ви ги набројав за јуни, 2 се анимирани, има од неанглиско говорно подорачје повеќе и секако дека криминалистичките документарци како што е The Playing Card Killer мора да бидат доминантни секој месец. Искрено, кога објавуваат 20 серии месечно, верувам дека нема човек кој што можеше да ги догледа, не се догледува и убеден сум дека ни од самите Netflix не успева да ги изгледаат сите, но и од овој лимитиран избор не гледам некој си наслов кој што би привлекол да дадам дополнително внимание во рамките на оваа емисија, барем не од оваа нова понуда. За нареден месец се најавени ТВ сериите Fatal Seduction, Survival of the Thickest, Captain Fall, Devil's Advocate, Burn the House Down, A Perfect Story, Delete, Cobra, The King Who Never Was и Quarterback. Кај што има наслов 2 кој што би им дал шанса да ги погледнам, може би нешто од филмовите дефинитивно ќе гледам што ќе заврши на самиот стриминг канал, веќе ран ревитран, мислам дека вчера беше објавен, така што тоа знам дека да си го допуштам од време на време, иако се стабилизира таа цифра од 232,5 милиони претплатници, кои што и покрај зголемувањето на цените на Netflix си дојде на некакво си рамниште каде што можеби нивните алчни пореви нема да бидат до тој степен задоволени, меѓутоа има некаква си флексибилност во однос на останатите, со оглед на тоа што не се зголеми квалитетот на овој стример. Се доближи Amazon Prime со 205 милиони до нив, кои знаеме дека не се претплатници поради содржината на оригиналните дела на овој стриминг канал, туку поради пратките и услугите и председатотеката која што ја има на Amazon Prime и филмовите кои што се независни и се поставени таму за изнајмување. Disney Plus има 181 милиони и останатите помеѓу се кинески стримери, за да дојде на листата HBO Max заедно со Discovery Plus со 97,6 милиони. Така што ниту еден од овие милионски цифри кои што и кажав не им дава примања континуирани на луѓето кои што и создаваат ТВ сериите, туку еднократно ги плаќаат во вид на хонорар создавачите на сериите и си ги подаваат потоа од еден на друг стример од кој што тие немаат никаков приход, што е причина зошто моментално во Америка сите здруженија на филмски работници се бунат против овој тип на експлоатација од страна на нерегулираните стримери и начинот на кој што пред се злоупотребува трудот кој некој на врвот се богати, меѓутоа тие на дното немаат примања какви што ги заслужуваат без разлика на тоа што всушност станува збор за нивно дело. Така што цифрите ќе останат на полого време во овој облик, затоа што не гледам некој си дестабилизатор кој може нели да понуди подобра датотека или повеќе нови изданија кои што би привлекле со неговиот квалитет. Барем не денес има многу кои што се обидуваат да земат парче од тортата, меѓутоа ги немаат ниту рекламите, ниту имаат најдено решение во формулата која што поголемите стримери веќе не го применуваат. Има секако ниш категории кои што се тематски или жанровски врзани за стримерите, кои
секако дека не би можеле да прераснат во конгломерати како што се овие кои ви ги наброев. Да се вратиме на Black Mirror, која брои 6 сезони до ден денес, со тоа што првите две беа имитувани на BBC и броја по 3 епизоди, имаше еден специјал, потоа се префрлија на Netflix, кај што следните две имаа по 6 епизоди, се дуплираше бројот на епизодите по сезона, на кои се надополни интерактивниот филм Bandersnatch, по кој што следуваше петата сезона со 3 епизоди и денес ја имаме шестата сезона со 5 епизоди, кои се со време трајање кое варира околу 50 минути до 1 час, така што се гледа многу брзо, за речиси 4,5-5 часа ќе изгледате во целост. Netflix ја објавија на 15 јуни оваа година, што е идеален начин за објавување, затоа што имате пристап до неа, може да си ја бинџате, може да си ја гледате ден за ден, недела за недела, како ви душа сака. А поради тоа што се епизодите различни, имате нови ликови и действија во антолошкиот формат, кои што се менуваат на секои 50 на минути, така што нема простор за да ви досади оваа сезона. Во мојот случај, јас ја почнав една вечер и мислам дека остави последните две епизоди за наредниот ден, за да не бидам стрвен, ама се гледа и во една ноќ без никаков проблем. Пред да се емитува минатата сезона, го имав мнението дека квалитетот на Black Mirror инстантно опадна во мигот кога одлучија да се дуплира бројот на епизоди по сезона, затоа што и не баш толку исполираните сценарија на Брукнер се пуштаа во продукција и пак завршувавме со пола сезона на Диаманти и половина заборавливи епизоди, кои наредната година станаа се помалку и кога одлучија да се вратат на форматот од 3 епизоди, дознавме дека не бил проблемот во бројот на епизоди, туку во истрошеноста на идеите која што Чарли ја чувствува, со оглед на тоа што е заглавен во концептот дека по секоја цена мора да има технологија и по секоја цена мора да има научно-фантастични агенси, што кога еден човек пишува сценарија и тоа како знае да биде на товар на неговиот грб, заради тоа што само толку може да биде уделот на неговата креација, а Чарли не сака да ја предаде палицата на некој друг, така што заглавуваме со тавтологијата на која што се случи тоа во четвртата и петата сезона, затоа што нели и тие 3 епизоди кои што имаше од петата беа избрзани и невпечатливи, така што со петата сезона многу ниско падна оценката на серијата за мене и во мигот кога технологијата стана занемарлива во епизодите, а човечката интеракција секундарна беше, започна кризата на идентитетот на серијата и снимањето на сезони по секоја цена влијаеше пред се на квалитетот на самите епизоди и со тоа што Inside Number 9 беше повеќе Black Mirror од самата Black Mirror, конкретно од четврта и пета сезона. Во меѓувреме се случи COVID пандемијата, па тоа му даде некаква можност на Чарли да се дистанцира од серијата и да погледне подетално што се случуваше со човештвото кое беше затворено во своите домови. За во мај 2022 Netflix да објават дека почнато е со работа на шестата сезона, да се потсети гледачкиот аудиториум дека технологијата и за време на пандемијата беше во непосредна близина на човекот и беше за некого алатка од корист, односно од штета за некој друг. А зошто беше тоа така, ќе треба да останете во текот на емисијата за да слушнете што содржи всушност шестата сезона, која ќе ја рецензирам епизода по епизода, започнувајќи по музичкиот блок со оглед на тоа што тоа е принципот кој што го имам на анализа за ТВ сериите кои се всушност антологи. Ќе направиме кратка музичка пауза со помош на Rainbows Are Free. Станува збор за уште еден американски бенд кој што ни доаѓа од југот на Америка, од Оклахома, петорка која што свири doom метал со влијание, се разбира дека од прото heavy metal и од stoner rock бендовите. Станува збор за, ако не се лажам, пето издание, со тоа што е четврт долгосвиречки албум во прашање, односно од Heavy Petal Music ќе слушаме композициите Cadillac, Sonic Demon и Crystal Ball. И секако ќе слушнеме една најава за снимањето на првата епизода од шестата сезона на Black Mirror. Така што уживајте со Rainbows Are Free и се враќаме да ви говорам за Black Mirror.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 113-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за 6-та сезона на ТВ антологијата Black Mirror и редно време е да започнеме епизода по епизода. Првата од која што имавте можност да ја слушнете најавата со интервјуата на актерките кои што глумат во неа е наречена John is Awful, која што е режирана од страна на Ели Пенкју. Таа има работено претходно епизоди од The Great и нејзине филмот I Used to be Funny. Се разбира, сценариото е на Чарли Брукнер. Джон е технолошка извршна директорка, односно CEO на компанија, и еден ден открива дека настаните од нејзиниот живот се прераскажуваат во речиси реално време со затоснување од еден ден преку стриминг апликацијата Streamberry, која што автореференцијално е аналогна на Netflix, која продуцира шоу насловено John is Awful, во која што глуми Селма Хаек во главната улога, која што изгледа и се однесува исто како што Джон се однесувала во текот на денот. Односно, Джон дознава од нејзиниот адвокат дека технички се согласила Streamberry да и користи нејзините лични податоци по подпишувањето на правилата и условите на инсталирањето на апликацијата и дека компанијата користи квантен компјутер за да го произведе целосното шоу, да создаде целосното шоу со CGI врз основа на податоците собрани од нивните лични уреди и со помош на AI да се проектираат на малиот екран. Сега, за да го привлече вниманието на Хаек, таа извршува нужда во црква, што резултира со револтирање на Хаек на начинот на кој што се користи пред се нејзиното лице и за потребите на Streamberry, за двете да се здружат во борбата против суперкомпјутерот која генерира серијата, за пресвртот во епизодата да биде дека и двете се всушност симулација на вистинската Џони, актерката која што ја глуми во реалноста. Многу важна епизода за денес и за сега, бидејќи најпрви говори за тековниот штрајк на сценаристите во Холивуд, кој инволвира употреба на CGI од актери со и без нивна дозвола за потребите на стриминг компаниите со помош на генериранијата слика од AI, од кој што денар нема да земат, што е актуелен проблем кој е едно од неколкуте подточки за самиот штрајк, докажувајќи дека Чарли е повторно пред своето време со неговите концепти, со оглед на тоа што пред една година тој ги лицетвори, односно ги зацрта овие проблематики кои што ќе се изродат од бумот на редундантната и репетитивна и пред се плагиаторска вештачка интелигенција и употребата на без дозвола, се разбира, на создавачите, со тоа што ќе се замени човекот од самата работа и ќе биде направено тоа на штета на уметничката творба. Мултиплицирањето на реалностите има комичен агенс, ама не дозволува да се злоупотреби вниманието на гледачот со оглед на тоа што се напластува слој врз слој, додека се оформува очудувањето во оваа епизода, кај што ги имаат собрано Ени Марфи, Селма Хаек, Майкл Сера, Химеш Пател, значи се испукали со популарни актери во рамките на оваа епизода. И секогаш кога еден серијал ќе дојде до стадиумот на постмодерното и ќе се доведе себе си во ситуација да се себе пародизира, се надзира истрошеноста на идеите, барем така гласеше во рамките на жанровската средина, каде што се напоменува овие проблематики дека веќе се надзира крајот на нечија креација. Меѓутоа, во случајот на Black Mirror се уште се употребува технологијата против доброто на човештвото, што првата епизода сметам дека најдобро го сликува концептот кој е всушност суштински за самата серија, така што од мене си има 9 од 10 оваа епизода. Лок Хенри, режисерско стварување на Сем Милер, тој е авторот на No Good Deed, Elephant Juice и Among Giants. Чарли Брукнер е авторот на сценариото на оваа епизода, во која што парот Дейвис и Пија, студенти по филм, ја посетуваат мајката на Дейвис, односно Дженет, во градчето Лок Хенри, каде што дознаваат за Иан Адер, односно озлогласениот серијски убиец кој мачел и убивал туристи во малото градче. Пија
предлага да направат криминалистички документарец за АДР, наместо нивниот првично зацртан документарен филм за човекот кој што чува јајца во малото место, со цел да се живне пред се економијата во градот, кој што е ситуиран во прекрасен планински предел. Девис цел живот бил убеден дека АДР-ко бранил неговиот татко кој бил полицаец и тоа било причината за неговата постепена детериација и смрт, со тоа што пресвртот на епизодата е феноменален, затоа што за време на снимањето на документарецот всушност тие дознаваат дека старите видеокасети од ТВ серијата Бержерак, кои ги чувала Дженет, односно мајката, всушност биле прикриени снимки од злосторствата на Адаир, односно откривајќи дека Адаир всушност бил соучесник со родителите на Дейвис. Пија ги открива доказите за вмешаноста на Дженет и тука епизодата поентира затоа што гледачот знае колку што и таа знае, свесни се и двајцата дека ево куќа на убиец и се обидува да побегне во тој миг, но претрпува фатален пат додека минува една река. Дженет, плашејќи се од изложување на вистината, ги со оглед тоа што низиниот син и неговата девојка нушкаат на секаде и се доближуваат премногу до неа, ги остава снимките на видеорекордерот на Дейвис со белешка која што му е посветена лично на него и се самоубива. Години подоцна документарниот филм е успешно објавен на Streamberry, стриминг сервисот од првата епизода, и мислам дека имаш и во конкуренција и документарец за Сан Джуниперо, која што исто така е една од епизодите на минатите сезони на Black Mirror, така што Брукнер си гради постепено собствен универзум, освојувајќи филмот Бафта. Ова го воодушевува, се разбира, градот и жителите во него со оглед на тоа што веќе е живната економијата како што се планираше, но го травматизира Дейвис, кој под церемонијата останува сам во хотелска соба, ја препрочитува белешката за самоубиството на неговата мајка, која што гласи за твојот филм. Секогаш имало комплетно британска епизода од Black Mirror, со тоа што најчесто биле поблиски до милионите крими серии кои што се продуцираат на BBC, кои изгледаат една на друга, се факсимиле една на друга, меѓутоа аголот за истражување на убиство кое го има сотрено со животот во малото место, нели за потребите на документарен филм, која што е технологијата која е земена предвид во оваа епизода, е навистина свеж пристап во рамките на серијата и ова ви го кажува човек кој има потекло од замрено градче во кое што живеел серијски убиец, така што приказната, сакал или не, ми е блиска. Одлична актерска игра има во неа, посебно на мајката која што е глуми Моника Долан, која ја прави трансформацијата од наивна мајка до експонирањето на снимките кои што серијски убици како Леонард Лейк и Чарлс Нога би ги правеле во нивните колиби во реалноста со користење на маската која што стои закачена над зидот и сега веќе се преозначувано снимано нова смисла како ќе се дознаат овие факти. Така што ги прави овие домашни снав видевца богатство на епизодата за засилување на хорор чинителите во Black Mirror. Покрај Моника во епизодите глумат и Семјуел Бленкин и Михаела Херолд, односно покрај нив раководителот на барот е Даниел Портман, а татко му го глуми Џон Хан. Технологијата нели е во форма на снимањето на документарниот филм, ја има фетишизацијата со видео снимките, односно VHS снимките од 90-тите, така што и 80-тите што го исполнува минимумот за да биде нели една епизода Black Mirror. Со оглед на тоа што снимките на родителите се мрачните тајни кои што се зачувани со помош на самата технологија. Мигот кога се добива Бафта, кај што цел свет нели се радува, наместо сите се радуваат освен режисерот кој што е ставен на маргините од тимот, кој што секогаш е предводен од арогантните продуценти, а авторот на овој филм е едвај стои на самата бина додека тие се заблагодаруваат на сите кои што помогнале да се сними филмот, иако некој друг го снимал тоа дело.
А таа горка пилула која и претходно сме знаеле да ја погледнеме во Black Mirror, конкретно уште во првата сезона со надпреварувањето, односно со заканувањето за самоубиство во етер, избирањето на поени со континуираното возење на велосипеди, и знае да биде рефлексија која што се провлекува ни сите сезони на Black Mirror, со тоа што таа горка пилула ќе голтнеме и нема да ни биде убаво, ама ништо нема да може да промениме од светот кој што ќе ја запознаеме едно од неговите стравични лица многу подобро. 9 од 10 има оваа епизода од моја страна. Тука правиме една кратка музичка пауза, ги слушаме моќните Tera Black со 3 композиции од нивниот нов албум All Descent. Ако имаме време ќе слушаме Asteroid, Ashes and Dust и Slumber Groove, и потоа една најава за последната епизода од Black Mirror, со тоа што ни преостануваат уште 3 за последниот сегмент од емисијата за кој што ќе ви говорам. А за Tera Black треба да знаете дека се Stoner Doom бенд кој што ни доаѓа од Göteborg од Шведска и имаат една комбинација со влијание, нели, од прогресивни елементи, од постметал, од фолк елементи имаат во нивното музицирање, така што ова е еден моќен бенд со женски вокал, од кој што ќе имате можност да слушнете 3 композиции од нивниот нов албум именуван како All Descent. Уживајте во Tera Black и се враќаме да ви говорам за преостанатите 3 епизоди на Black Mirror. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 113-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на 6-та сезона од ТВ антологијата Black Mirror. Со прегледот доаѓаме до 3-та епизода, именувано како Beyond the Sea, која што е режирана од страна на Jon Crowley, односно тој е авторот на играниот филм The Goldfinch. Потоа тој ги има режирано и Brooklyn, Close Circuit, односно Is Anybody There и Boy A. Снима дури и епизода од во сезоната на True Detective од 2015 година. Чарли Брукнер е сценаристот на Beyond the Sea, во која што во алтернативна историја од 1969 година астронаутите Клиф и Дейвид тргнуваат на 6-годишна мисија во Вселената, за време на која тие поседуваат механички копии, репликанти на нивните тела на Земјата, за да поминат време со своите сопруги и деца. Дейвид останува заробен на бродот, која неговата реплика заедно со неговото семејство се убиени од страна на култ, предводени од Калкин, кој што по Lords of Chaos милува да глуми вакви злобници со долга коса. Во случајот ова е некаква итерација на менсоновците кои што упаднаа во домот на Полански. И тој станува повлечен и кататоничен со тоа што Клиф и неговата сопруга Лана одлучуваат да му дозволат на Дейвид да се врати на земјата, меѓутоа во телото на репликата на Клиф, со тоа што Дейвид смета дека искуството е терапевско за него, со оглед на тоа што се симнува на земјата за да слика масло на платно од куќата и тој да биде подарена таа слика на собствениците на самата куќа кои што му дозволиле да присуствува во туѓото тело, но тој брзо се привлекува кон Лана, која што ги отворила неговите додворувања и сака неговите посети да престанат од како ќе го удри тој нивниот син, затоа што ја обезличил неговата слика на семејната куќа на Клиф. Сега, Клиф ги открива голите цртежи на Лана кои што ги има нацртано Дейвид и двајцата негираат дека имале афера, но тврдат дека реклусивниот Клиф не го цени доволно своето семејство, со тоа што Клиф му кажува на Дейвид дека Лана е згрозена од него и му забранува да ја користи на неговата реплика. И пресвртот на епизодата е тоа што Дейвид го испраќа Клиф на итна поправка на вселенското летало и ја користи неговиот репликант за тоа време да се врати на земјата и да го отстрани семејството на Клиф. Со тоа што ужаснатиот Клиф се враќа на бродот, каде Дейвид го чека и му нуди место да седне.
А можам да утврдам дека оваа епизода најдиректно допира до расипливата природа на човекот, односно убеден сум дека во главата на секој маж кој во мигот кога ќе дознае дека ќе може космонаутот да го наследи туѓото тело и да присуствува во домот на туѓата сопруга, сигурен сум дека воопшто нема да биде изненаден од опортунистичката природа за примамливото окупирање на туѓата сопруга, што говори за човечката лакомост и посакување на туѓата жена, но пресвртот оди еден чекор напред и ја изигрува картата на љубомората, во која жртвата не станува ништо подобро од убиците кои му го покосиле семејството. Така што не верувам дека овие два лика ќе може да обстојат многу долго по завршувањето на епизодата во Вселената, и ако се бира мала камерна екипа која што би ја предводила епизодата, тогаш треба да се избере добрата можна, и таков е случајот со повлечениот Арон Пол, кој што го знаете од Breaking Bad, кој му треба една антитежа која е пронајдена во колегата Джош Харт од Faculty Penny Dreadful, како и Кейт Мара, која што ја знаете од Call Jane и Morgan, како и од поактуелните серии Class of 09 и Teacher. Присутна е технологијата во поглед на машините за префрлување на свеста во репликантите, ама потегнува тоа прашање дали смее човеков всушност да биде на две места во исто време, затоа што секојаш ќе има некакви Чарлс Менсоновци кои што ќе сметат дека тоа е неприроден процес и ќе се обидат да го уништат секој кој што ќе има таа можност да ги побие овие правила на физиката. Хорор прологот и епилогот се шокантни и одличен зачин се за истакнување на трулата човечка природа, така што 8 од 10 има оваа епизода според мене. Maisie Day, режирана од страна на Ута Брисвиц, неа ја знаеме како десната рака на Брет Андерсон, со тоа што таа е директорка на фотографија на Session 9 и на останатите филмови на одличниот Брет Андерсон. Има режирано и дури епизоди од Stranger Things, Westworld, Altered Carbon и The Deuce. Неа ја земаат како фриленс авторка за да работи на голем број на серии. Дури таа е всушност Ута е снимателката на The Wire, односно на епизодата која што ја има режирано Милчо Манчевски од оваа ТВ серија, така што негова DOP е Ута Брисвелц, односно Брисвелц, се извинувам, таа е всушност режисерката на четвртата епизода Black Mirror, Maisie Day, во која што во средината од две едитите, Бо е на прилично аморална папарацова фотографка, ќе го доведе еден телевизиски актер кој што го шпионира до самоубиство, откако ќе ги предаде пред се фотографиите на списанието во кој што звездата е затекнат со љубовна врска со неговиот таен љубовник. Чувствувајќи се виновна на скандалот, таа решава да се откаже од лешинарската продажба на фотографии. Недели подоцна додека работела на нова нископлатена работа на Бои се понудени $30,000 доколку успее да добие фотографија од актерката Maisie Day, која исчезнала по инцидент на среда снимање во Чешка, кај што всушност таа прегазува човек и има визии кои што ја прогонуваат од чинот, правејќи ја параноично. Папараците на крајот ја наоѓаат актерката во рехабилитациониот центар, специјално изнемен само за неа, и пресвртот е всушност дека ја каснал врколак која го прегазила, па таа се крие од страв да не ги повреди всушност другите луѓе, со што се одбестува на тоа дека не е таа скриена од нив, туку се обидува да се скрие себе си за да не настрада дополнително некој. Папараците влегуваат во собата на Дей и почнуваат да прават инвазивни фотографии од неа, додека таа самата почнува да се трансформира всушност во врколак. Дей напаѓа неколку папарацо пред да ги брка до локалниот ресторан. И Дей накратко се претвора во човек и ја моли Бо да ја убие, со тоа што Бо наместо тоа ја охрабрува актерката да го направи самоубиството самата, и Дей потоа се убива додека Бо стои над неа и бесрамно ја фотографира додека се самоубива, сведочејќи за крволочната професија која што е всушност папарацото, во која што камерата има моќ да уништи еден живот, што е едвајна линија на злобната технологија на Black Mirror. Признавам дека пресвртот е извадено негде никаде, без индикации за инволвирањето на
на вакви надприродни елементи, што е својствен за, например, аматеризмот на Кијавероти во Дилан Дог, кој што од никаде вметнуваше во епизодите непоимлив и ненавестен пресврт, за да преозначи се што до тогаш е погледнато. Се огледале прекрасниот Nightcrawler и мислам дека многу добро знаете колку е болна конкуренцијата во овој фах и дека нема граница на интима и приватност, ако некој друг може да заработи од неа, штом фотоапаратите некого направиле славен, си земаат право и да го снимнат него од облаците. Така што иако се споени два концепти кои биле многу подобро реализирани во други творби, имаме само уникатна спојка и ништо повеќе од тоа. Зези Битс, Клара Ругард и Дени Рамирес глумат во епизодата, кои не се истакнуваат со својата глума во еднодимензионалните ликови. Не ни мораше да биде ова Black Mirror епизода, туку повеќе би одговарала можеби за Masters of Horror серијалот, со тоа што од мене има 7 од 10. Петта е, односно последна епизода од која што можете да слушнете најавата е Demon 79, режирано од Тоби Хейнс. Тој има режирано филмот Brexit, The Uncivil War и има режирано епизоди на Utopia и Being Human, а сценариото Чарли Брукнер го пишува заедно со Биша Каали, автор на Локи и Мис Марвел епизоди. Уште една периодична епизода, сместена во 1979 година и која во прологот се нарекува Црвено огледало, односно Red Mirror. Овој наслов планира Чарли Брукнер да го задржи во иднина, затоа што во нив ќе се прави остапка од технологијата и научно-фантастичните нормативи и ќе зачекорува исклучиво во хорор жанрот, правејќи скок од Twilight Zone во концептот на Weird Tales и ќе биде можеби поблизок и до веќе напоменатата Masters of Horror, иако никој не го спречува да си направи соло кариера под тоа име, а не да ја подметнува под лейбелот на Black Mirror, затоа што имаат комплекси во главата љубителите на Black Mirror и на научна фантастика, кои што не се отворени на хорор жанрот и хорор концептите. Јас сум убеден дека не треба да се меша соло кариера со кариерата на бендот, меѓутоа не знам колку па се заинтересирани Netflix да му дадат простор да си изваја уште една серија самиот Чарли. Во оваа епизода Нида е продавачка во стоковна куќа и се соочува со дискриминација и расизам од нејзините соработнички и шефот. Во подрума на продавницата таа открива талисман што ослободува демон по име Гап. Гап одбира да го смени својот рогов изглед на тој на пејачот на Бони Ем, односно на Боби Фарел од Аруба, кој што беше женет за македонката Јасмина Шабан и дури нивната ќерка Занила е хип-хоп артистка која што е активна ден денес, која што може да слушнете дел од незината музика на стриминг платформите, кон кого гајала симпатии Нида, и кажува на Нида дека треба да убие 3 лица во следните неколку дена за да ја спречи заканата од нуклеарната апокалипса, како што нели Шајмалан се обиде да ја спречи апокалипсата во неговиот последен филм издаден пред половина година. Таа е принудена да убие случајен минувач кога Гап открива дека сексуално ја нападнал неговата ќерка. Следната ноќ таа убива маж, прогласен за виновен за убиство за неговата сопруга, а потоа го убива и братот на човекот која тој ќе се сопне на крв во местото на злосторството. Таа потоа ја насочува својата како еден од незините таргети да биде Майкл Смарт, односно екстремно десничарски конзервативен политичар, и таа е уапсена од полицијата пред да има можност да го убие и ќе истече времето за кое што е дадено за да ја изврши таа цел, додека е сама во просторијата за испрашување. Гап ја убедува да му се придружи во пеколот, што таа се разбира како прифаќа, и за да се комплетира ова романса од подземјето, додека нуклеарните проектили детонираат и настанува апокалипсата, така што има една романтична нишка меѓу нискиот демон и неговата запоседната жртва, иако се вивнува светот во пламен, малтене хепи енд. Да не се сватиме погрешно, ова сезона во Black Mirror скоро во секоја епизода имаше силни хорор елементи, од снав снимките до култистите и убиствата на семејствата, врколакот, и тука имаме хорор конвенции кои беа конститутивен дел од сезоната, така што ако веќе
милува да ја потенцира Чарли токму последната епизода како концепт далечен од научно-фантастичната провиненција и поблизок до хорор жанрот, можеше да го направи со секоја претходна епизода, или ако веќе планира да прави сестринска серија, нека си ја наслови Red Mirror како што му гласи оваа епизода, и нека си бара можеби од BBC да му ја одобрат во 3 епизоди и таму нека си ги стави овие сценарии, или па нека побара од Netflix. Или па да ги објави како засебен филм, како што тоа го направи во меѓу епизодите како Бентерснеч и Белата мечка, така што секое одвојување од групацијата ќе биде добре дојдено, ама ете сега ќе треба да внимаваме дека ако некоја епизода има поднаслов Red Mirror, дека нема да биде Black Mirrorска епизода, туку ќе биде поблиска до крвавиот жанр. Океј, воопшто не ми пречи мене тоа, ама ќе имаат проблем уште еднаш посочувам тие што го дискриминираат хорор жанрот, односно жанрофобите кои сметаат дека е помалку вреден од останатите жанрови, против кои се борам со секој атом од моето тело, така што не можев да престанам да ја занемарам комичната страна од оваа епизода, всушност затоа што несмасен е демонот, а и неговата жртва не дека е нешто екстровертна. Така што елементите на расна толеранција се присутни од друга страна, посебно во третманот од страна на колешките и предпоставениот, ама ако Британија си сакаше да ја колонизира Индија, ќе си се носи со жителите од потекло од Индија во Лондон. Така што не можам да ја гледам како составен дел од Black Mirror, туку мене ми е епизода која е повеќе сродна до Inside Number 9 и мислам дека е редно време Чарли Брукнер да ги обедини силите со момците од оваа серија и да направат некој нивен заеднички потфат надвор од сега веќе култните серии, затоа што нивната смисла за хумор и љубов кон хорор жанрот мислам дека може да води кон уникатни творби кои ќе го оплеменат жанрот, а сега уште да сакаат да соработуваат конкурентите. Тоа мислам дека ќе биде најголемиот проблем на сето тоа. Во контекст на правењето чекор надвор од Black Mirror, паралела ќе направам со тоа што еден е авторот, уште еднаш посочувам на сите сценарија на Black Mirror и не може да се окриви за потребата на да го направи тој исчекор надвор од серијата, иако може да се обвини заради тоа што го прави под етикетата на Black Mirror, со оглед на тоа што кога на еден грб се става и се присилува да се секоја епизода да биде маркатно и револуционерно дело, ниту еден автор во историјата на филмот или во историјата на телевизијата не успеал да направи 6 подеднако квалитетни ТВ серии и додека сум жив верувам дека нема да го погледнам тоа некој да направи 6 сезони од една ТВ серија да бидат подеднако квалитетни, нема ни Чарли Брукнер да биде првиот, нити па кој да е другиот кој што ќе се нафати да сними 6 подеднако квалитетни ТВ серии. Само за паралела ќе спомнам и уште еднаш Биландоки, делото на Тицијано Склави овој пат, кој што да првите 60 епизоди златната серија колку и да пишуваше беа ставени на негов грб и сам на себе си досадуваше со тие сценарија, така што не дека половина од нив и не ни вреда денес да се прочитаат со оглед на тоа што самиот стана репетитивен и предвидлив во нив. Така што огромен напор има Чарли направено да биде инвентивен, да биде чекор пред времето и мислам дека овие забегувања надвор од Black Mirror ќе му бидат добре дојдени за да може да не ги истроши тие научно-фантастичните конвенции на жанрот кој што е веќе мртов и никој нема кажано на научната фантастика дека веќе се имитира сето тоа што е во неа направено, така што не може да се очекува од Чарли Брукнер дека ќе ревитализира еден мртов жанр, меѓутоа со хибридизација како дека ќе може да направи некакви си интересни спојки кои што досега не сме ги погледнале, но очигледно дека сака да си игра и со хорор жанрот на мое големо задоволство. Така што секој исчекор надвор од формулата сметам дека е добре дојден конкретно и во случајот на Чарли Брукнер, правејќи една солидна 6-та сезона. Уште еднаш посочувам заради тоа што ретко кога ви зборувам во оваа емисија за 6 сезони и ова е еден од тие скоро може би единствен исклучок на кој што го правам за да говорам за една серија што зборува пред се за квалитетот кој што таа го поседува. Ова епизода на TV103 заедно со сите епизоди на Дансе Макабре и на мојата трета емисија, односно на веб серијата Видеологија, може и пронајдете на каналот на Златко Ѓелевски на YouTube или на Mixcloud, така што таму се наоѓаат во целост
сите епизоди кои што ги имам работено, а доколку сте заинтересирани да проследите, односно културолошки да се надоградите во вашиот живот, секако дека мора да го најавиме започнувањето на 22-то издание на Синедес, кое ќе се одржи од 13 до 18 јули во Младинскиот културен центар, и секако концертот на 29 октомври на Наксатрас, кој што доаѓаат во МКЦ, еден бенд кој што скоро секој нивен нов албум од постоењето на емисијата беше емитуван во рамките на ТВ103. Потоа оваа сабота на полноќ настапуваат во рок-н-рола културно-уметнички работници, и да не го заборавиме гостувањето на последен удар исто така во рок-н-рола, кој што ќе го промовираат албумот сега и за секогаш исто така во Охрид на 22 јули. Уште еднаш посочувам со тоа што на 1 септември во МКЦ прв самостоен концерт на 21 век, и покрај овие настани може да присуствувате на две промоции кои што се на книги издадени на издавачката куќа ПНВ, кои што ќе се одржат денес во Младинскиот културен центар, со тоа што започнувајќи од 20 часот е првата, односно стихозбирка на Владо Поповски, втората е стихозбирка на Марија Дејановиќ, која што ќе биде исто така промовирано од 21:30 денес. Петок започнува Д фестивал 30 јуни до 2 јули во Дојран. Дај Каиджу од САД и Ниандра од Македонија свират во МКЦ на 6 јули. Алџирс имаат концерт на 10 октомври во Младинскиот културен центар. Андерфест се одржува по пети пат во Младинскиот културен центар на 13 октомври, и секако Аморфис доаѓаат исто така во Младинскиот културен центар со нивната Хейло турнеја на 2 ноември како составен дел од новото издание на Таксират. А за крајот на емисијата ги слушаме Маматус, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од САД. Се враќаме на американскиот континент за да слушнеме една 15-минутна композиција на психоделичните прогресивни рок-н-рол, стонер рок пред се гиганти кои што го издадоа нивното ново студиско издание Expanding Majesty, од кое што насловната композиција слушаме во продолжение на ТВ103. Вие го слушавте 113-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира 6-та сезона на серијата Black Mirror. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!